На овој голем, убав и празничен ден, чест ми е да ви посакам добри дојде во уште една наша фер игра. Го честитам Великден на сите вас кои денес празнувате и се надевам ќе дозволите. Еве токму ние да бидеме ваше попладневно друштво. А денеска би рекла и соодветно на денот, во нашето студио пречекуваме една личност која што е и така важна и оставила големи траги на нашата спортска, односно фудбалска сцена. Тој е македонска фудбалска легенда. Некогашен играч и се уште најдобар стрелец во историјата на ФК Вардар, со постигнати 217 голови. Тренер со епитет на голем мотиватор и прв селектор на фудбалската репрезентација по осамостојувањето на Македонија. Гостин во Ферплей со Јана е Андон Дончевски. На овој празничен ден, искрено ќе кажам, веројатно подобар гостин за вас, а и за нас и не можевме да одбереме, затоа што овој човек на свој 88 години е некој кој што има бесконечен број на приказни, поврзани со спортот, со фудбалот, со животот и верувам дека особено на повозрасните генерации ќе им биде мило да се потсетат на дел од овие приказни и времиња, а на помладите генерации ќе им биде исто така важно да слушнат голем број информации и од нив да научат. Чест ми е да му посакам добри дојде во студиото на господинот Андон Дончевски. Благодарам на поканата и мислам дека одбравте убав ден. Да. Величествен ден. Токму така. Оти што поарно од Великден, од наш прекрасен празник на нас, христијаните. И веројатно има и почети од другите религиозни групи, меѓутоа за нас е величествен ден. Величествен ден и добар тајминг да се подсетиме на убави нешта, да разјасниме за оние кои што не следат. Вие живеете во Австралија веќе долго време, меѓутоа има и убави причини зошто периодов, неколку недели, сте во Македонија. Добивте специјална покана, ако сум добро информирана, бевте убаво причекан и во Фудбалската федерација на Македонија, но и во Македонскиот олимписки комитет. Таму бевте прогласен за спортски великан на Македонија и станавте почесен член. Како го чувствувате ова добре дојде во Македонија? Да ви кажам, ово е нешто невообичаено и радосен момент во мојот живот и во мојот спортски живот. Бидејќи цел живот ја го посветив на спортот и ќе кажам на моја мила Македонија за афирмацијата на Македонија, на македонскиот народ. И затоа овие почести што ми се направија, многу ми годат, оти луѓето ми го вреднуваат од минатото што постигнав. Па каде и да бев, секаде бев македонец, и кај што бев како тренер у Тунис, Алжир, на Кипар, кај што играв и во Торонто, секогаш ја викав I'm proudly Macedonian. Сега во последно време, па и малку поназад, што се обидуваат, некои се обидуваат да ме прекројат мене. Меѓутоа тоа тешко. Мојот живот до крај ќе биде Македонија. Фудбалер бев голгетер на Вардар, досега никој не ме надминал, меѓутоа сакам некој да ме надмине, заради тоа што ќе кажат на Дончо рекордот го надминавме. Джина Симоновски е една величина што никој ние не можеме да го надминеме. Тој ни беше и татко, тој ни беше и учител и со голема желба беше за нас, за Скопје и за Македонија, да постигнуваме добри резултати. Меѓутоа, јас многу сакав да ми прости тоше, јас го сакав многу. Тоше бисер македонски, меѓутоа, мислам дека
заслужуваше Джина Симоновски Кирил името на градскиот стадион да се вика Кирил Симоновски. Јасно е дека имате голема почит. Ајде сега малку од оние приказни што се позади сцената. Знаевте по некој пат да се искарате? Зашто најчесто вие го нервиравте? Или зашто најчесто знаеше да ви даде совет, да ве прекори во постапките? Прекрасен човек, хумен човек. Тој од срце сакаше сите да не научи. Да не научи да играме фудбал, корисен фудбал, практичен фудбал. Да трчаме кога треба, да додадеме топка кога треба. А тоа е многу битно во фудбалот. Оти има практичен фудбал кога во прав час на право место се додава топката и на најдобриот позиционен играч. Како голгетер на утакмица ќе дадам 1 гол, господа Чова 2 гола. И у вторник ми е страв да дојдем на тренинг. И седна таму со главата наведната и тој влегува внатре во сооблекувалната. И ти бе, на што личи тоа бе? Така ли се игра? И јас молчам секогаш. После известно време му викам Мичко Джина да те прашам нешто. Каже бе, шо имаш ти да ме прашаш? Благороден човек. Стално мене ме карате. И ја ќе дадам гол 2 или ќе наместам асистент на некој. И ви ми е страв у вторник на тренинг да дојдам. Молчи таму. Ама ова во 4 очи му го реков. Додека викам по тебе, сакам подобар да бидеш. Да бидеш попрактичен, да видат и твоите соиграчи, кога викам по тебе, они да молчат, да знаат кога по Дончо се вика, ние нема отварање уста. И дисциплината беше на висина. И заради тоа што имавме страхопочитување према Джина Симоновски. Добро. Што да ви кажам, редок човек. Пред да се вклучат камерите, вие ми рековте, Јана, се уште ме држи концентрацијата и размислувањето, немаме проблеми со тоа и ви честитам за начинот на кој што функционирате и изгледате на ваша возраст. Сакам да го прокоментираме спортскиот дух. Како ви поминува секојдневието, како ја држите својата добра форма се уште? Па да ви кажам, имам богато искуство, практично искуство. И јасно, во тоа практично искуство, во тие контакти што сум ги имал со сите луѓе што биле околу мене, сум поседувал фрустрациона толеранција ја. Тоа е многу битно. Па светот се состои се од успеси и неуспеси. Добро е да ги имаме повеќе успесите, отколку неуспесите, меѓутоа треба да ги прифатиме како една вистина. И затоа ми сум останал така, со ведар дух. Дали е точно дека сте биле сепак темпераментен играч? Токму така. Имавте ли некакви суеверија, ритуали пред надпревари? Точна ли е таа некоја приказна за ваши чорапи кои што многу долго време сте ги носеле и не сте ги менувале зашто носат среќа? Малку за овие работи раскажете. И тие работи постоеле. Постоеле? Да. Ситуацијата во кога ние бевме или ја поточно. Прво да ви кажам, јас сум едно сиромашко дете. Мојот предизвик беше како дете
да бидам од Господ дарен и од родителите мои Зора и Никола, имав една психомоторика многу важна за фудбалер. И таа психомоторика сакав ја да ја искористам и дарбата да постигнем нешто цел во животот, да се извлечем од онаа сиромаштија. И затоа бев многу дисциплиниран, па и со некои суеверија. Па да ви кажам, прв пат ова го кажав, плаќав на еден Чичко Спасе од Охридско да доаѓа, да спие кај мене, навечер да гледа во звездите. Неверојатно, ама истинито, ова е прв пат што го кажувам. И тој Чичко Спасе доаѓаше пред надпревар и ги гледаше противничките играчи. И ќе ми речеше да се чувате од број 10, тој ќе биде опасен играч, воите сметка да не ви даде гол. Неверојатно, вистинито. Можеше да предвиди, да ви укаже точно. Да предвиди, водите сметка од тој играч. Тој шеташе, додека се загревавме, тој шеташе меѓу нив. Ги гледаше и навистина оноа што го кажуваше, Така и би. така и беше. И јас сакал или не ќел, имав голема доверба во тоа што ќе го кажеше тој. Да, вистина е ова. И други работи, моменти. Например, јас секојаш второ полувреме, кај што противникот ќе беше таму, кај голот ќе идев, и со нога 3 пати ќе премине линијата, гол линијата, и ќе викав да даде Господ, тука повеќе топки да влезат. Многу ми помагало тоа. Едно доверие повеќе сум имал. На надпревар, обично како тренер, им давав совети како да играме ние, противникот. Јасно кои се добри фудбалери, начинот, стилот, како играт, што играт. Некогаш не излегува тоа. И на полувреме ќе речам, деца, Чичко Дончо сгреши. Јас ви реков вака да играте, ама не сум бил во право. Ај да смениме сега. Сега да смениме игра, да спуштиме топката долу. Тие се високи, не можеме да се носиме. Бев самокритичен. Пред да дојдам до репрезентација, уште малку за Вардар. Посебно во поновиве денови, знае да биде тешка и болна тема. Знаете дека Вардар не ги живее своите светли денови овие денови. Ако се помислиме на минатото, одамна тополите ги нема и луѓето кои што на тополите и на семафорите. Така е, се качува за да ги гледаат вашите тренинзи, да не зборуваме за надпревари. Многу имаше. Како се чувствувате, например, кога ќе поминете во градски парк и гледате дека од тоа сега нема ништо? И како се чувствувате што за Вардар резултатите ги гледате денес во втора лига и следите борба, да речеме, дали ќе успее Вардар да се врати каде што му е местото? Ви паѓа ли тоа тешко? Болно. Ми паѓа болно. И да ви кажам, Вардар не е по своја вина на оваа позиција. Градот е. Градот и причината за Вардар вака. Знаете што една локомотива што влечела 100 вагони да отсечете од композицијата и да фрлите на 8 колосек. Јасно дека и целиот квалитет на фудбалот е изгубен. Не можам да сватам, Јана. За мене е неприфатливо. Некој си да игра во канцеларија фудбала, а Вардар да не може да има услови за да обстане,
да се помогне Вардар. Па некој тим вчерашен да ми простат. Да се поистоветуваат со Вардар. За мене е тоа лакардија. Тие членови на управата на некој клуб, кој што се влечели у Македонска лига, ние сме и у Европа сме играли, ја и како играч сум играл во Европа и како тренер сум ги водел, и да викат сите сме исти. Не сме исти. Додека не свати градот дека не сме исти сите, вакви аномалии ќе има во фудбалот во Македонија. И затоа час поскоро да се среди таа ситуација, да се помогне Вардарот и сите клубови низ Југославија, низ Европа, доживуваат подем и пад. Епа, ако му го вреднуваш оноа што го постигнал порано, добро е и кога има пад, да му помогнеш да се извлече од таа ситуација, и па тој Вардар, па ќе биде двигател, носител на фудбалот македонски. Оваа репрезентација што постигна добри успеси, јас многу се радувам. Меѓутоа, тоа е сплет на околности. Сегашнава репрезентација и тие што играат во репрезентацијата имаат осцилации. Од добра игра до лоша игра. Неповрзаност. Видовме на последните два надпревара. Тоа е последица од нашите фудбалери и сегашни и пред година-две, што отидоа, што се продадоа за 50.000 или 100.000 евра надвор, играат по 10-15 минути. Сега, јасно е, клупата не прави квалитет. Клупата дава малку одмор, ама не квалитет. Бисерот Пандев е бисер, ама за еден ѓердан, еден бисер не прави ѓердан. И затоа, ако не подобриме ние квалитетот и со подобри резултати, а основата на добрите резултати и на репрезентацијата е Македонската лига и условите под кои играат, јасно е дека репрезентацијава не ќе има такви добри резултати, независно кој тренер е. Боби е добар тренер, меѓутоа, знаете, добриот тренер е добар кога и добри играчи има. Поминаа неверојатни 30 така години од кога вие прв пат репрезентацијата како селектор. Ја добивте таа значајна улога да по самостојувањето на Македонија, нашата селекција вие ја водите прв. Сетете се, ве молам, и потсетете ни нас како тоа изгледаше во вашата глава кога вие ја добивате одговорноста прв да бидете тој што пред се ќе состави тим. Значи, вие требаше тогаш да одберете играчи кои што потоа ќе ги мотивирате за да постигнете ред други нешта. Што требаше да поседува еден играч? Кои карактеристики за да може да припари во вашиот состав и тим? Јана, јас имам големо искуство. Ќе се вратам малку назад како тренер на Вардар. Да. Ќе ми дозволите, оте тоа важно.
како тренер на Вардар, како играч на Вардар, доаѓаа од север тренери. И вика, пазите децо да не примимо 3-4 комада кои ќе одеме Белград, Загреб, Риека, Сплит, Нови Сад, Сараево. И ние како играчи бевме комплексирани со ниска вредност. Дончо седна да размислува за тие случаеви. И дојдов ја до заклучок за да окренеме моралот на нашите фудбалери, независно од тоа дали од озгоро имаше по еден двајца. Дојдов до сознание дека нивото наше патриотско беше 1-0. Нашите играчи не знаева кој е Јане, кој е Ѓорче, кој е Питу, Димо Хаджидимов, Петар Парсов. И да ви кажам, јас сметав дека треба во сооблекувалната да ги ставам фотографиите на нашите илинденци. И го направивте тоа? Го направив тоа. На секој кај што се собликуваше на закачалките, над него имаше војвода. И јас ги ословував фудбалерите како војвода и ги запознав со сите. Мислам, кои се, што се и како се. И ги вика по името на закачалката кај што беа големи фудбалери. И од озгора, кој доаѓа од север, ќе дзирнат кај нас, там, ко су ови, шта су ови? Јас викам, тие се нашите патриоти што биеле битка за Македонија, а сега овие што се у кабина ќе бијат битка за да се избавиме од тој комплекс. Така да тоа многу повлијае на нив. И играчите имав и на Гоце Делчев на врата пред излегување. На врата фотографија од Гоце Делчев и така за да добијат и они, па и јас нив да добиеме храброст. Викав, ајде јунаци, ајде војводи. Меѓутоа, на тие им треба и комити. Никој не може, не смел да влезе во собликувална кога јас им објаснував на фудбалерите како да играме противникот. Како е, кои се добри и лоши страни и ние. Меѓутоа, во собликувалната може да влезат само комити. 8 комити, јас ги формирав комитите. Влегував натре и на комитите и викав јас, еве ги вашите војводи, а на војводите, еве ги комитите нашите 12 играчи. И откој ќе завршев јас објаснувањето со упатствата за играта, понекогаш се случуваше председател еден имаше, да не го именува со цигара. Сакаше да влезе во сооблекувална. И јас на врата ќе му речем, не може внатре. Ама знаеш кој сум ја? Независно од тоа цигарата надвор, вие ќе влезете и да не проговорите. Имаше еден случај. Тој председател, мог да опрости, многу даде за Вардар, меѓутоа беше егоцентричен. И на еден надпревар, вика, Дончо, ја да им кажам, мајде, викам, председателе, кажи ти нешто. Почна да зборува нешто неповрзано, не спортски. Бил партизан. И кажал како напаѓале они. Меѓутоа теренот не е истоветен. Готово ли председателе? Готово јаме. Викам, ово го чувте ли од председател? У Вардар фрлите го, слушате, јас што ќе кажам. Оти вие и ја одговараме таму на теренот. И пред тој народ, таму и пред Македонија.
Со што најмногу знаеле да ве изнервираат играчите? Тоа почесто се случувало на надпревар, ако не ги слушаат вашите инструкции, или почесто се случувало на тренинг, ако има недисциплина, доцнење, несериозност. Што најмногу ве нервираше? Јана, во фудбалот најмногу ќе те нервира ако оно што се им го кажал не го спроведуваат. Ето. Ако сакаат индивидуално да играат, фудбалот не е индивидуалец. Тенисот, иди играј пинг-понг, тенис играј, боксуј се тамо. 11 души овде треба да мислат исто. 11 души. Ако некој си дозволувал да мисли дека е егоцентричен и мисли дека он многу може да дае, во фудбалот сам никој не бил добар. Тоа најмногу. И кога имало таква недисциплина, сум на надпревар, макар да сум го турил да игра, јас сум го повлекувал. Па не, ќе го викнем дела да ти кажем нешто, ќе доеше до линија, ја за рака и надвор. Друг ќе турам. Ова е колективна игра. Овде играме за Вардар, овде играме за Македонија. Не играме за Јанко и Марко и за Дончо. Играме за Македонија, треба да одговараме на Македонија. Тука сум бил многу строг. Имаше по некој така што мислеше дека без него не може. Па и во репрезентација малку непријатност имав. Меѓутоа, тие се слабости људски, човешки слабости. Тие што се егоцентрични мислат дека се многу умни, а не знаат дека опашката секој му гази позади кога оди. Може ли да одберете еден македонски фудбалер кој според вас е најдобар на сите времиња? Тој кажам, не можам да се откажам од Джина Симоновски. Не можам да се откажам од Струмичанчо, Горанчо, Пандев. И да ви кажам, јас се определувам за овие заради нивниот придонес што го давале кога играле. Мето Спасовски е еден од ретките фудбалери. Нажалост, и Сократ Мојсов бил тука, и Шолинчевски биле добри играчи. Меѓутоа, да се вратам малку назад, ќе ми дозволиш. Ја играв одбрана, многу сакав да давам голови и да се покажам. И на еден надпревар, Джина немаше двајца центрафори што игра предходно, Војче Димитровски и Миле Миланов, доктори, покојни, добри беа и играчи и како луѓе. И Джина дојде ни беше тренер, играмо од четврта зона. И Джина вика, немам кого да турам, предходно играв ја бек и крило. Сакав голови да давам. Му викам, чичко, Джина, пушти ме мене ја да играм. Уште млад бев, многу не бев оформен физички. Оди вика, ти ќе играш центарфорд. Пушти ме мене, сакам да давам голови. Ова го зборувам заради тоа што по 100 пат му се извинувам на Штипјанине мој, заради татко ми, заради фамилијата. И сакам еднаш на крајот до мојот живот, еднаш да речат, му прифаќаме молбата, да му прифатиме извинувањето. Почна надпреварот, Јана, јас бев многу брзо дете, мислам најбрз бев мојата генерација со фудбал, со топка. И ја продрев, издриблав и центархалф и голман и топката ја ставив на линија. Тогаш бев 6 клас гимназија и беа избегани другарите мои од школот, гледаа надпревар и они од озгора вика со грб, тоа подолу од грбот, не знам како се вика. Седнав на топката и дадов еден навистина аџамиски гол. Би рекол ден денес жалам за тој случај. Меѓутоа, ако турите на кантар љубовта за постигнување на голови и разумот, мислам дека
Љубовта ќе Првото. превагне. Многу важно. Кој ви беше најдобар соиграч? Некој кој што најдобро знаел да ви асистира за да дадете добри голови? Не знам, некој со кој што едноставно сте биле совршен тим на терен? Те ви кажам, Мирко Илиевски беше златно крило. Покојни Мирко Илиевски. Шулинчевски исто така. Мето Спасовски. Беа величини. И јас бев голгетер. Меѓутоа бев зависен Така. од асистенција. Моето беше лесно, вика, мора има нос за гол. Моето беше да се најдам управ час, на право место, гол да дадам. Шпиц едно време ни беше тренер, вика, ме чукаше вака. Нема велики гол да даш. Едот лопта да уđe позади гол. Тај е најлепши гол. Аха. И јас веројатно ги послушував тие совети и така и се однесував на терен. Ќе кажам и едни работи кои што прв пат ги зборувам, Јана. Имав ја 4 сестри, Тоа го знам. постари од мене. Ама не знаете дека без чорапи ги оставот и на времето, чорапите нивни ги зима, правев ја карпењачи топки. Аха, имале проблеми такви? Проблем, папа. Ќе вика, мамо мори, пардон, че ни ги земал чорапите, ни правел топки, нема сиромашките да излезат со чорапи на корзо. Тогаш имаше корзо тука. Меѓутоа, мислам дека подоцна, кога станав нешто, ми се радува и они на успесите, ама веројатно и така, јас што ги помага финансискиот и можев. Добро. И Брат е еден, сестрите, така е. и сестрите, и внуците. И останатите, Што ми да. беа Да. драги. Кога вака ќе погледнете наназад и кога ќе се присетите на се што ви се случуваше и кариерата и приватниот живот, би менувале многу работи да можете или ќе оставите вашиот избор повторно да биде таков каков што беше? Да ви кажам, кога повторно би се родил, па би се определил. Но ма многу тешка работа. Јана, многу тешка да тренираш, да се изложен на критики, на стручни, нестручни лица, да тренираш дење, ноќе, да играш надпревари, тешки надпревари, после како центарфор. Од еден играч ќе избегаш, а тие одбранбените играчи секојаш гледале да те онеспособат да играш. Многу тешки моменти сум минувал, ама сепак би се вратил. Па би почнал од фудбалот, меѓутоа би го користил искуството што го имав. Добиено за време на играњето, на тренирањето, тренерска работа, во репрезентацијата. Од нула почнавме. Мислам дека добар избор направија. Во тој момент немаше подобар фудбалер од мене и пообразован. Проштевај. Меѓутоа, ќе кажам една работа од големиот Джина Симоновски. Он кога завршија таа генерација Джина, Тозо, Вова Михајлович, Милош Милутиновиќ, Чедица Лазаревич, сите фудбалери, Фудбалската федерација на Југославија им подари куп книги. Да. Тие куп книги им ги даде за да одат на предничо тренерска фудбалска школа во Белград. И Джина ми ги даде мене и ми рече, Донче, јас овие не можам да ги учам, многу се за мене. И затоа останав необразован спортски. Иначе интелект имаше Джина за сите. Еве ти ги почелувам, ти вика да одиш и да завршува стручни школа. И јас сум професор по физичко образование. Па сум и виши фудбалски, ногометни селектор.
тренер. У Англија завршив тамо на Федерацијата за меѓународен тренер. И да ти кажам право, на Джина зборовите тежеа злато. И го послушавте. Донче вика. Донче учи, биди пообразован од играчите. Ако останеш како мене, јас на диво, вика, бев тренер. А ти учи да знаеш повеќе, па никој да не може да ти сука мустек. Твоето знаење ќе доминира, да не му дозволиш на играчите Да да манипулира. не те слушаат. Токму така. Многу мудро и поучно, на таков начин ќе завршиме сега, но ќе ви кажам искрено, благодарна сум пред се што ве запознав, што одвоивте време да дојдете и затоа ќе ви посакам се најдобро. Се надевам и верувам дека ќе се видиме пак и дека вие, многу важно, ќе можете да бидете сведок. Се надевам дека така ќе биде на малку подобри времиња и за Вардар и за македонската фудбалска репрезентација. И благодарам на овие убави зборови. И па честно да ви кажам, дојдов тука заради тоа што ја почитувам Телма. Ама и овие од Федерацијата ми рекол, оди тамо, ти има една убава водителка. Па сега јас дојдов и да ве видам. И моја порака до фудбалерите да бидат послушни, да знаат дека играат за тимот, за репрезентација, да даваат максимум заради Македонија, да си ја сакаат Македонија. И би рекол, за мене болно, тие што играат за Македонија треба химната да ја пеат. Македонската химна. Инаку, нека не излегуваат да играат. Јас тоа замерка, проштевајте, ама мислам дека тоа е еден стимул голем кога за таа држава кога играш треба да пееш. Да бидеме живи и здрави, да видиме нешто ако се измени на позитивно, па да имаме добри успеси, резултати. Вардар и репрезентацијата да имаат добри услови, добри резултати да имаат, да се радуваат сите, и тие што се симпатизери на Вардар, и тие што се симпатизери на репрезентацијата на Македонија, а мислам дека ќе ги повлечат и тие што биле во двојба и тие да се приклучат на овие позитивни работи. Ви благодарам многу, уште еднаш. Молам, празникот да не го заборавиме. Никако. Сега ќе се поздравиме со гледачите. Да. Повторувам, се надевам дека и тие уживаа во овој разговор, дека и научија од овој разговор и дека ние бевме вистински добро друштво на ова празнично попладне. Уште еднаш честитаме од срце на сите оние кои го празнуваат денешниот ден и денешниот празник и се надевам дека ќе се исполнат овие најубави желби кои што ете ги посакавме низ разговорот. Нови убави теми и значајни теми поврзани со спортот Ферплей ви подготвува и за следниот викенд. Затоа бидете со нас на Телма и следната недела во 16 часот и 15 минути. Довидување.